Беше тоа на 6 март 1844 година, кога починал Никола Димитров Делчев, македонски општественик од Кукуш и татко на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Бил активен во општествениот живот на Кукуш. По Балканските војни емигрирал во градот Горна Џумаја, Пиринска Македонија. Бугарската држава му дала на Никола Делчев народна пензија за заслугите на неговите синови за слободата на Македонија. На 6 март 1922 година е родена Васка Дуганова, македонски комунистички деец, првоборец, правник и политичар. По ослободувањето била член на АСНОМ, завршила правен факултет и извршувала разни политички функции. Организационен секретар на Покраинскиот комитет на СКОИ за Македонија, председател на конференцијата за општествена активност за жените на Македонија и на Југославија, член на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија и на Југославија, пратеник во Републичкото и Сојузното собрание, носител е на партизанска споменица. Беше тоа на 6 март 1935 година, кога е роден Ристо Давчевски, работел како уредник на радиотеатарот за деца во Македонското радио, бил член на Друштвото на писателите на Македонија до 1971 година. По тешко боледување починал на 14 септември 2009 година. На 6 март 1936 година во Скопје се почувствувал силен земјотрес кој траел 10 секунди. Беше тоа на 6 март 1954 година, кога е родена Снежана Осмали, била долгогодишен шеф на кабинетот на председателот Киро Глигоров. Таа била еден од основачите на осигурителната компанија Eurolink. На 6 март 1997 година, најголемата штедилница во Република Македонија, ТАТ, со седиште во Битола, е ставена под принудна управа на Народната банка на Македонија. Почна аферата ТАТ, многу трауми за поранешните измамени штедаци во штедилницата. Беше тоа на 6 март 1978 година, кога почна емитувањето на втората програма на телевизија Скопје. На 6 март 1996 година, Собранието на Република Македонија за нов председател по оставката на Стојан Андов го избира Тито Петковски.